Македонскиот фронт обстојувал 3 години. Од 1915 до 1918 година. Главната линија на фронтот се протегала на територијата на Македонија од Охридското езеро до Орфанскиот залив на Егејското море, во должина од 450 километри. А помал, стратегиски дел, ја опфаќал линијата од Охридското езеро до Валона во Албанија со вкупна должина од 600 километри. Македонскиот фронт името го носи според територијата на која што се војува и од кога започнало формирањето и стоварувањето на сојузничките сили на Антантата во Солун во октомври 1915 година. Во текот на една година до 1916 година се стабилизирал на линија од Орфанскиот залив, преку Струма, долина на реката Струма, преку тромеѓата воспоставена помеѓу три држави по балканските војни, помеѓу Србија, Грција и Бугарија на планина Беласица, се спуштал преку Дојранското езеро до Гевгелија, до Вардар и преку планинските масиви на Кожув и Ниџе планина, преку Битола, преку Галичица и преку Охридското езеро, завршувал во една линија преку територија на Албанија до Валона. Македонскиот фронт почнал од градот Валона во Албанија, но тоа ние го ставаме за албанската историографија. Кај нас во Македонија тој почнува од Охридското езеро, завршува со Орфанскиот залив. Некаде опфаќа околу 350 до 450 километри, зависно од тоа како фронтот се менувал. Комплетно просторијата на која што се војува, линијата изнесувала близу 600 километри, од кои што 450 километри се на територија на Македонија. Онаа територија историска на Македонија која што е препознаена и во научните белешки, војно-стручни оперативни наредби кои што се пишуваат од војските присутни на Македонскиот фронт и ја именуваат територијата во главно како македонска, односно дека фронтот на кој што тие се дојдени да војуваат го носи името македонски. Денес, на територијата на Република Македонија, од Дојран преку Битола до Охрид, на линијата од близу 220 километри. Како нем сведок се наоѓаат видливи траги од најтешките борби и паднатите жртви во рововите и војните објекти на Македонскиот фронт. На фронтот се водени сложени воени операции. Во големиот број тешки битки учествувале повеќе од 1 милион војници со големи човечки и материјални жртви на завојуваните страни. Создавањето на Македонскиот фронт започнало во октомври 1915 година со концентрацијата на силите на Антантата во Солун. Од средината на октомври до 10 ноември 1915 година во Солун пристигнале вкупно 65.000 француски и 85.000 британски војници. Тие сили биле наречени Источна војска и биле ставени под команда на францускиот генерал Морис Сарај. Нивна задача била да го обезбедат сообраќајот по железничката пруга Солун-Скопје, да стапат во врска со српската врховна команда и да го помогнат извлекувањето на српските единици кон Велес и кон Грција. Македонскиот фронт бил создаден по иницијатива на Антантата поради следните мотиви: да се спречи пробивањето на централните сили во Солун, а оттука кон Суец, Африка и Азија. Да се искористи Солун со околината за една противофанзива, за да се прекинат врските помеѓу германско, австро-унгарските и бугарските и турските сили и да се поврзат англо-француските со руските сили. Да и се помогне на Србија во нејзината обнова и да се предупреди прогерманскиот крал Константин да не ја приклучи Грција кон централните сили. Силите на Антантата ја анулирале грчката окупација во егејскиот дел на Македонија, затоа што грчкиот крал Константин се прокламирал повеќе кон централните сили и од 3 јуни 1916 до ноември 1918 година воспоставиле своја окупација и команда на тој простор со главен центар во Солун. Така,
Солун, Солунскиот залив и воопшто Егејскиот дел на Македонија станале слободно јадро, каде што силите на Антантата се подготвувале за пробив на фронтот. Иако територијата на Македонија непосредно пред Првата светска војна била поделена и омеѓена однатре со нови меѓудржавни граници, сепак за армиите на големите сили Македонија представувала едно цело и неделиво ткиво, а фронтот, формиран на таа територија, најчесто го именувале како Македонски фронт. Англискиот воен историчар Сирил Фолс во официјалната историја на воени операции на Велика Британија во Македонија наведува дека британската војска дошла на територија на античко Македонско кралство на Филип и Александар, дека Македонија не е по потекло грчка и дека доминантното население не е со грчко потекло. Во официјалната етнографска карта на Централна и Југоисточна Европа, издадена од Генералштабот на Британската воена канцеларија во Лондон во 1916 година, македонците се наведени и прикажани на картата како посебен народ, различен од грчкиот, српскиот и бугарскиот народ, заедно со 27 други народи кои во 1916 година војувале во Европа. Во октомври 1915 година, српската војска располагала со 430.646 војници. Во формацијски поглед, српските сили биле организирани во 3 армии, односно 10 дивизии, од кои Битолската, Вардарската и Брегалничката дивизија со војници од Македонија броеле 65.393 војници. Нападот на централните сили врз Србија започнал со бомбардирањето на Белград на 6 ноември 1915 година. За кратко време, српските сили биле принудени на повлекување кон југ. Начин на фронтално војување, кое што малку било познато на македонските герилци, ќе придонесе и во ноември 1915 година во боевите кај Криволак, криволачките боеви или битките кај Криволак помеѓу овие во главном македонски воени обврзници на страна на централните сили и силите на Антантата, кои што предводени од францускиот генерал и командант на силите на Антантата во Македонија, генералот Морис Сарај, навлегле кон Криволак према Велес за да и помогнат на српската армија да се повлече во правец кон Солун. И во овие криволачки боеви имаме прво огнено крштевање, што се вика на во ова светска војна на македонски војници. Тоа се во овој судир околу 3, имаме и најголеми жртви, околу 3000 македонци, четници, меѓу кои и славниот војвода Христо Чернопеев загинале кај пепелиште во борбите со војската на Антантата. На територијата на Вардарскиот дел од Македонија, во воените судири во 1915 година, загинале голем број припадници на внатрешната македоно-одринска револуционерна организација. Само во борбите против британско-француските сили кај Криволак од 3 до 7 ноември 1915 година, во редовите на бугарската војска загинале близу 3000 македонски четници, кои што не биле извежбани за фронтално војување, туку за војување со примена на герилска тактика. По борбите кај Криволак, Костурино и Дојран, силите на бугарската армија успеале да ги потиснат англо-француските сили и до крајот на октомври да ги протераат на грчка територија, односно во Егејскиот дел на Македонија, пошто бугарската армија се утврдила на линијата Дојран, Гевгелија, Црна река, со цврсти упоришта на планините Кожув и Беласица. Прекинувањето на прогонот на силите на Антантата било наложено од Германија,
Имено Германија сакала да ја држи Бугарија активна во војната, бидејќи се предпоставувало дека доколку Бугарија ја освои цела Македонија, со тоа би ја остварила својата воена цел и повеќе не би учествувала во војната. Така, Германија би загубила значаен сојузник на Балканот. Друга причина била неутралноста на Грција. Прекинувањето на гонењето им овозможило на англо-француските сили мирно да се вратат во Солун и да ги започнат подготовките за пробивањето на Македонскиот фронт. Потиснати на Северниот фронт од австро-унгарските и од германските сили, српските сили организирано се повлекувале кон Косово, а оттаму преку албанските и црногорските планини кон Јадранското море. Повлекувањето било мошне тешко, по зимско време, високи планини, снегови и виулици, гладни и недоволно облечени, попат напаѓани, убивани и ограбувани од албанските вооружени формации, па така за кусо време животите ги загубиле 72.000 српски војници. Од мобилизираните македонци во редовната српска војска, 27.143 регрути ги поминале албанските планини, додека бројот на мртвите не се знае. Во резервата биле мобилизирани 8.000 лица од Македонија. Од нив, 2.000 ја поминале Албанија, а 6.000 изгинале по албанските планини. Бугарските единици ги гонеле српските сили дури до Елбасан. По пристигнувањето на српската војска во пристаништата Сан Џовани, Драч и Валона, со сојузнички бродови била префрлена на островот Видо, а оттаму на островот Крв. Префрлувањето од Крв за Солун започнало на 13. април, а до крајот на мај 1916 година била префрлена целата српска војска, односно околу 150.000 војници и офицери. По кратката обука во почетокот на август, српската војска го зазела доделениот сектор на Македонскиот фронт од Вардар до Пелагонија. Првата армија од Вардар до Кожув. Втората армија од Кожув преку Ветерник и Добро поле до Кајмакчалан и третата армија од Кајмакчалан до патот Баница-Лерин. Доброволниот одред во состав од 1500 луѓе го покривал потегот од Битола кон Лерин и Корча. Во тоа време во Солун пристигнале и 2 француски и 1 италијанска дивизија. Централните сили во декември 1915 година ги распоредиле воените формации на Македонскиот фронт според наредбата на германската врховна команда. Во албанскиот дел на фронтот од Јонското море до Охридското езеро се распоредиле единиците на корпусот на австро-унгарската војска. Првата бугарска армија со 2 пешадиски дивизии, со 1 конјаничка бригада и 1 германски одред се утврдиле по линијата од Охридското езеро преку Битола долж границата со Грција до Прилеп. Зад оваа армиска група, како општа резерва, кај Велес и Штип, бил стациониран 1 германски алпски корпус. Една германска дивизија со 2 пешадиски дивизии и 1 бугарска дивизија од 2 бригади се утврдиле по должината на грчката граница од селото Ники до планината Беласица, северно од Дојранското езеро. Втората бугарска армија со 3 пешадиски дивизии се утврдила на линијата Струмица, Новосело, Петрич, Неврокоп и по долината на реката Места до Егејското море. Оваа фронтовска линија останала непроменета до мај 1916 година, кога бугарските војски во содејство со германските и со австро-унгарските сојузници ја зазеле Рупелската теснина. Потоа ги освоиле источните области од Егејскиот дел на Македонија до Егејското море, заземајќи ги градовите Драма, Серес и Кавала. Тука ја формирале Драмската
воено-инспекцијска област. Во мај 1916 година, Македонскиот фронт се стабилизирал на достигнатата линија со тоа што војските на двете страни постојано се засилувале со нови единици. Антантата во тоа време располагала со околу 500.000 луѓе и со 180 авиони. Во средината на август 1916 година, силите на Антантата го имале следниот распоред. Британските трупи се распоредиле на секторот од Орфанскиот залив по долината на реката Струма до Бутковското езеро и по падините на планината Круша до реката Галик. На секторот од Галик до Вардар се распоредиле француско-британски и италијански трупи. На секторот од Вардар до Преспанското езеро била српската војска, а јужно од Островското езеро до Костурското езеро се наоѓале француско-руски сили. На запад од Охридското езеро, преку Јужна Албанија до Јонското море, биле распоредени еден италијански корпус и една француска дивизија. Централните сили, односно германско-бугарските единици, биле распоредени во реонот на Битола и на масивите на планината Нидже до Дудица, во долината на Вардар до Дојранското езеро, во долината на Струма од Дојранското езеро до Орфанскиот залив и на просторот од Охридското езеро до Јонското море. Фронтот се протегал главно преку планинските масиви каде што надморската височина на некои места изнесувала 2000 метри. Тој бил постојано активен. Најзагрижени за брзо завршување на војната биле српската и бугарската команда. Тие ги иницирале честите судири и при тоа имале најголеми жртви. Со оглед на тоа дека во првите редови на бугарската и на српската војска главно се бореле македонци, тие ги давале и најбројните жртви. Првата поголема битка се водела кај селото Горничево од 23 јули до септември 1916 година меѓу српската и бугарската војска. Српската војска, помогната од француско-руските единици, успеала да ја потисне бугарската војска од реонот Горничево, Соровичево, Баница и Петерско. Борбите меѓу овие две војски продолжиле на линијата кај Макчалан, Старков гроб, селото Сович. Најжестоки борби се воделе за кај Макчалан, највисокиот врв на планината Нидже, на 2521 метар. За само 2 дена, на 17 и 18 септември, позициите на кај Макчалан неколку пати минувале од раце в раце, со борби гради в гради и секогаш со големи жртви. На 18 септември српската војска го завзела кај Макчалан. На 26 септември бугарската војска извршила противнапад и повторно го зазела кај Макчалан. Поради големите загуби на двете страни, настапило привремено прекинување на борбените дејства. Примирието двете страни го искористиле за пополнување на своите редови. Битката кај Горничево завршила на 16 септември 1916 година без некои големи стратешки поместувања на фронтот. Веднаш уследила битката на кај Макчалан, која што од 16 септември до 30 септември врвот котата 2521 неколку пати преминувала од српски раце во бугарски раце. Имаме сведоштва забележани од орална историја, која што е многу популарна, од многу семејства македонски кои што запишале, нешто снимиле, забележиле дека голем број на македонци ја почувствувале жестината на овие битки. Дел од нив, еден пример е дека настрадале како српски војници во еден општ хаос на действие на артилерија, на бомби. Настрадале па биле заробени од бугарската војска кога виделе бугарските војници дека не се срби,
тие ги прифатиле како своји и ги мобилизирале на бугарска страна. Значи и во текот на воени действија овде на Македонскиот фронт имаме ова преминување, меѓусебно препознавање на комши, на браќа од исти фамилии, кои што неколку браќа, има и забележено случај од Кавадаречко, дека 3 браќа биле мобилизирани во 3 војски. По стек на околности, каде што се нашле, едниот во српската, едниот во бугарската, а едниот бил во грчката војска мобилизиран. На 30 септември српската војска извршила напад и повторно го зазела врвот кај Макчалан, а на 3 октомври ги освоила позициите на Сивиот брег и Старковиот заб и ја принудиле бугарската војска да се повлече кон Црна река. Заземањето на кај Макчалан представувала стратегиска пресвртница со оглед на значењето на овие позиции. Бугарската војска се повлекла околу 15 километри на север на новата утврдена линија од селото Брод, левиот брег на Црна река, до селото Петалино. Од 4 до 19 октомври 1916 година се воделе тешки борби кај големата кривина на Црна река. Потоа, во периодот од 20 октомври до 14 ноември, се воделе жестоки борби во реонот на селото Тепавци. На овој простор, бугарската војска, засилена со германски единици, организирала цврста одбрана со цел да го одбранат градот Битола. Генералот Сарај, откако се уверил дека не може да ја освои Битола, го пренел тежиштето на борбите кај Црна река, засилувајќи ја првата српска армија со една француска дивизија и со полк. Третата српска армија на 10 ноември го зазела селото Полог. При тоа заробила 2000 бугарски војници и 26 топови. По нападот на француските и на руските сили кај Црна река, бугарските единици се повлекле на позициите 4 километри јужно од Битола. На 18 ноември, германската 11-та дивизија извршила напад врз француските и српските сили и ги зазела позициите кај Селечката планина. Меѓутоа, српската, француската и колонијалната војска на 19 ноември тргнале во силен противнапад. Ги протерале германските и бугарските сили и влегле во Битола. Германската 11-та армија се повлекла и се задржала на линијата Пелистер, Киромарица, село Карамани, село Добромир, северно од селото Рапеш. Борбените дејства на овој дел од фронтот продолжиле до крајот на ноември 1916 година. Некои позиции по неколку пати минувале од раце в раце. Во тие борби, сојузничките сили заробиле 170 офицери и 7000 подофицери и војници. Заплениле 97 топови, 87 митралези, 87 минофрлачи и околу 15.000 пушки. Сојузничките загуби изнесувале 1209 офицери и 31.432 подофицери и војници загинати, ранети и исчезнати. Истовремено, во егејскиот дел на Македонија, бугарските сили кај Драма и Кавала го разбиле 4-тиот грчки корпус и ја воспоставиле границата од Орфанскиот залив по долината на реката Струма до планината Круша. Од 6 декември 1916 година на целиот македонски фронт се поминало на позицијско војување и на зацврстување на одбранбените позиции. Новопоставената фронтовска линија со повремени измени траела до конечното пробивање на македонскиот фронт во 1918 година. За изненадување на централните сили, тие го одбраат теренот за напад на фронтот некаде тамо
Мариовско кон Битола на висока надморска височина од 1800 метра надморска височина, каде што централните сили воопшто не планираа дека тука ќе бидат нападнати, дека тука ќе биде пробивот на Македонскиот фронт. Тие рачунале или тие сметале дека Антантата, ако нападне веќе на централните сили на фронтот, тоа ќе биде или Битолско, или по течението на реката Вардар, или евентуално тамо Дојранско на тој дел од Источна Македонија. Германските и бугарските единици, по повлекувањето од Битола, ги зазеле позициите на северозападните падини на планината Баба и на падините на Црн врв. Од овие позиции, од март до октомври 1917 година, тие ја бомбардирале Битола 18 пати, употребувајќи 8574 гранати со бојни отрови, при кои што загинале 155 лица, а 40 биле ранети и биле разурнати 1109 згради. За земањето на Битола во ноември 1916 година набрзо ќе му ја донесе најтешката судбина на градот Битола, на битолчани и воопшто на македонскиот народ и земја. Речи се идентична судбина со најопустошените градови и простори каде што се војувало во текот на Првата светска војна. Имено по заземањето на Битола од антантините војски во текот на 1917 година, од март до октомври, илјадници гранати од страна на централните сили се фрлени, односно се гранатирани врз градот Битола, од кои што не мал број бил со боени отрови, односно со отровни гасови, па така што и не се бирале средства што биле употребувани на Македонскиот фронт. Огнофрлачки, боени гранати кои што биле забранети според воените конвенции за војување. Речи си целата модерна техника, средства со кои што располагале двете спротивставени страни на сите фронтови во светот биле применувани и на фронтот во Македонија. За време на овие борби за земањето на Битола и повторното реокупирање од страна на антантаните сили, градот Битола најмногу фактички настрадал за време на Првата светска војна. Бил многу често бомбардиран и од антантаните сили и од централните сили. И тамо имаме голем број на жртви. Преку 47.000 имаме мртви, и затоа и денеска тамо среќаваме српски гробишта, бугарски гробишта, германски, француски. За жал, во тие српски гробишта или бугарски гробишта, каде што лежат многу борци од Првата светска војна, има и многу македонци, но за наша жал, нивниот идентитет ние не го знаеме. Тие се тамо регистрирани или како бугари или како срби. Битола била најопустошениот град во Првата светска војна и во 1923 година е одликувана како град-херој со орденот Крстот на војната 1914 до 1918 со палма од страна на министерот за одбрана на Република Франција. Покрај битолскиот сектор, кој што бил главен правец за дејствување на фронтот, особено тешки борби со големи човечки и материјални жртви се водени и на дојранскиот сектор од фронтот. На дојранските огнени позиции, кои што се протегале од планината Беласица преку Дојранското езеро и градот Дојран до реката Вардар, војната ја воделе главно силите на бугарската армија против силите на Велика Британија. Градот Дојран ја доживеал болната судбина на разрушената Битола. Тој особено бил бомбардиран од силите на Антантата во текот на летната офанзива во август 1916 година. Според изворите, целиот град беше претворен во едно огромно пепелиште. Изгоре и покривот на големата соборна црква Свети Илија, од која остана да стрчат само голи ѕидови. Небото беше нажарено, црвено како бакарна тепсија, фрлајќи од блесоци по околните врвови и чуки. Гореше Дојран. Запален беше од безбројно истреланите гранати од антантината артилерија. Безбројните пожари ги движеа високо своите пламени јазици. Сега градот е наполно мртов.
во август 1916 година речиси до темел бил разурнат градот, населението било евакуирано со сите своји материјални добра што можеле во тој момент да ги понесат. Дел од тие добра морале да им ги остават на окупаторските војски, дел фрле во езерото со надеж дека некојаш кога ќе се вратат ги криеле, повторно ќе си ги земат. Но и за градот Дојран, познат во историјата и како македонски Верден, стои една тешка, зла судбина во време на Првата светска војна, каде што разрушен градот до темел, а за сите овие страдања најдобро како неми сведоци сведочат и денеш остатоците од воените сообраќајници, ровови, војни објекти, наблюдувачници, бункери, митралески гнезда, лисичи дупки, каде што се криеле војските, воени складови под земја сокриени, воени хангари за авиони, импровизирани полски воени амбуланти, воени болници на цела територија на Македонија. Во 1917 година, покрај позиционата борба, завојуваните страни ги зацврстувале и ги засилувале веќе запоседнатите позиции и се подготвувале за решителна борба. На 12 јуни 1917 година абдицирал грчкиот крал Константин, а новата влада ја формирал Венизелос, кој на 29 јуни ја приклучил Грција кон силите на Антантата. Влегувањето на Соединетите Американски држави во војната против централните сили во април 1917 година и приклучувањето на грчката влада кон Антантата придонело Антантата засилено да се подготвува за офанзива и пробивање на Македонскиот фронт. Планот за општа офанзива предвидувал во Македонија да се действува од 3 оперативни подрачја, и тоа под 1 од Источна Македонија и во Тракиско по долината на реката Струма, кон Сер и Демирхисер, се до Орфанскиот залив. Под 2 по долината на реката Вардар во правец на Велес и Скопје и под 3 од Битолско во правец на Прилеп и Велес. Распоредот на силите на двете страни на фронтот во средината на 1918 година останал ист, но бројната состојба се зголемувала. Вкупно, централните сили под команда на германскиот генерал фон Шолц располагале со околу 700.000 луѓе. Тие имале 1300 артилериски орудија. Тоа е помалку од претходните периоди на борбите, бидејќи германците ги повлекле на западниот фронт повеќето од своите батерии заедно со 2530 митралези и 80 авиони. Во јуни 1918 година за командант на силите на Антантата бил поставен францускиот генерал Франше де Пере. Тој располагал со 574.000 луѓе, 1600 топови, 2680 митралези и 200 авиони. Во текот на јуни 1918 година, позициите на сојузниците на Македонскиот фронт ги посетил американскиот воен аташе во Атина, генералот Бартлет, при што била разгледувана можноста за воена интервенција на Соединетите Американски држави на Македонскиот фронт. Меѓутоа, Соединетите Американски држави никогаш не објавиле војна на Турција, ниту пак на Бугарија и немале своји сили во Македонија. Целта на посетата на генералот Бартлет се доведува во врска со преговорите што американскиот амбасадор во Софија, Марфи, ги водел со Бугарија за склучување на сепаратен мир со Антантата и поактивно вклучување на американската политика во предвечерието на идната мировна конференција. Решавачка битка за пробој на Македонскиот фронт била Доброполската битка. Артилериските подготовки за пробивање на фронтот од страна на силите на Антантата започнале на 14 септември и траеле до 15 септември 1918 година. Во 5 часот на 15 септември пешадијата излегла од своите засолништа и ги започнала нападите.
Започнале жестоки борби, особено за главните позиции на централните сили каде што се воделе борби гради в гради. Најсилниот напад бил во секторот Сокол, Доброполе, Ветерник. На 16 септември српската војска го пробила фронтот кај Доброполе. Носител на пробојот била втората српска армија, во чиј состав имало и француски единици, војници од француските колонии. Разбиените бугарски единици биле од првата бугарска армија. По пробивот, сите сили на Антантата тргнале во офанзива. Скоро истовремено со пробојот кај Доброполе биле извршени и пробои на фронтот кај Гевгелија, Дојран, Битола и на други места. На тој начин, сојузничките сили навлегле во Вардарска Македонија од повеќе точки на фронтот. Разбиените бугарски и германски сили во неред се повлекувале кон Грацко, Велес, Штип, Кочани, Горна Џумаја и кон Велес, Скопје, Качаник. Со повлекување на бугарските и германските сили од Битола и Охрид, од Албанија се повлекла и австро-унгарската војска и со тоа отстапила простор на италијанската војска да продре во Албанија. Целата тежина на Македонскиот фронт останал најмногу да го бранат бугарската армија. Меѓутоа, бугарската армија, која што војуваше скоро 7 години во Македонија, вклучително со Првата и Втората Балканска војна, веќе кај незе се појави една деморализација, една апатија. Почна бугарската војска и да дезертира, не ги исполнуваше задачите како порано ги исполнуваше, така да се гледаше дека силите, централните сили, веќе тука се осламнати. На 23 септември, француската и српската војска влегле во Прилеп. На 27 септември бил завземен Велес, а на 29 Скопје. Во меѓувреме, на 26 септември, британците ја завзеле Струмица. Четите организацијата учествува речиси во ослободувањето на сите градови во Македонија, во поголемите места, како Тетово, Прилеп, Битола, Куманово, Охрид и така натаму. Така да за 10 дена фронтот е пробиен ни цела Македонија, со тоа што веќе некаде околу 25-26 септември силите на Антантата доаѓаат пред Скопје. Тука се одигруваат многу тешки битки, затоа што кога коњаницата на Антантата навлегува од Катланово овде кон Скопје, во едно мгловито време, врнежливо време, на 20 километри во близина на селото Лисиче не биле откриени од маглата и од дождот, коњаницата и другиот дел од војската, иако тие биле добро тука утврдени. Тука генерал Карлович, австро-унгарски генерал од хрватско потекло, имал голема број на војници, артилерија, коњаница, но по таа жестока битка и тука биле победени силите на централните сили и завршила, што се вели, Првата светска војна, со тоа што на 29 септември во Солун било случено примирие. Бугарската влада, согледувајќи ја состојбата на фронтот, на 29 септември 1918 година во Солун потпишала примирие. Со тоа, Бугарија капитулирала. На 30 септември биле прекинати сите борбени дејства. Според условите на примирието, бугарските единици западно од Скопје биле заробени, а оние што биле источно од Скопје обезоружени и испратени во Бугарија. Германците и австро-унгарците се уште пружале отпор пред сојузничките војски кои напредувале кон Ниш и Белград. Пробивањето на Македонскиот фронт во голема мерка придонело силите на Антантата успешно да ги завршат борбите на другите фронтови и да извојуваат конечна победа во Првата светска војна. На 1 ноември е ослободен Белград, а на 4 ноември 1918 година била ослободена и Западна Србија. Британските и грчките дивизии кои настапувале преку Тракија и Бугарија излегле на границата со Турција. На 30 октомври 1918 година капитулирала Турција,
а на 4 ноември 1918 година капитулација подпишала и Австро-Унгарија. Германија подпишала капитулација на 11 ноември 1918 година. Една од причините за поразот на централните сили била лошата политичко-морална состојба на бугарската армија. Војниците биле гладни и лошо облечени. Се појавила и епидемија на заразни болести, а биле и под влијание на Октомвриската револуција во Русија. Бугарската армија веќе била изморена од речиси непрекинатата 7-годишна војна во Македонија. Дошло и до избувнување на војнички бунтови и востанија. Голем удел во пробивањето на Македонскиот фронт имале македонците кои се бореле во првите редови на сите армии. Секако, најбројни биле во српската и бугарската војска. Тие, во решавачките моменти при пробивањето на фронтот во блиска борба, се препознавале меѓу себе и не сакале да пукаат браќа врз браќа, роднини врз роднини, комшии врз комшии. Туку, без отпор, се повлекле од добро утврдените позиции. Тоа на сојузниците дополнително им го олеснило пробивањето на фронтот. На Македонскиот фронт имало вкупно 150.000 загинати, 330.000 ранети и 100.000 исчезнати лица. Жртвите што ги дал македонскиот народ никаде не се забележани како македонски, иако населението било насилно мобилизирано. Во српската војска околу 60.000, во бугарската околу 133.887 и во грчката околу 20.000 македонци. Вкупно, во Првата светска војна биле мобилизирани околу 213.000 македонци. Не постоело село или град од двете страни долж линијата на Македонскиот фронт што не биле повеќе пати бомбардирани. Цела Македонија била еден огромен војнички логор и бојно поле. Се вршеле масовни реквизиции на добиток и прехрамбени артикли за потребите на војските на двете завојувани страни. Реквизицијата главно се претворала во ограбувања, малтретирања, силувања. Ако се земе предвид дека според тогашните демографски истражувања бројот на населението во Македонија бил приближно некаде околу можеби 2 милиона, можеме да претпоставиме дека на секој 2 жители имало по еден странски војник. Најмногу тука настрада македонското население, затоа што фронтот се водеше во Македонија. Тука, покрај тоа што ги нема македонци мобилизирани во српската и во бугарската и во грчката армија, настрада цивилното македонско население, настрада македонската стока, македонската исхрана, многу села беа бомбардирани, а најмногу настрада градовите Битола, Дојран беше целосно бомбардиран, Кукуш и многу села покрај границата. Подоцна, кога се согледувале штетите од Првата светска војна, победничките земји, Србија и Грција, на име на трагедијата на Македонија и македонскиот народ, стекнале во вид на воена репарација значителни материјални, финансиски, територијални и политички придобивки. Бројни се фактите за големиот придонес и жртвите на Македонија и македонците на двете спротивставени страни во војната. И покрај тоа, при подпишувањето на мировниот договор во Париз, милениумските стремежи на македонскиот народ за слобода и сопствена држава не биле воопшто земени предвид. Тие држави прават обиди со сите средства, со сите сили да ја
срушат таа идеја за македонска национална посебност со неброени пари, односно нештедени средства, агитираат кај влијателни кругови, значи и во Македонија и кај македонската интелигенција да ја поткупат, се обидуваат во различни дипломатски центри да ја прикажат македонската борба како туѓа, како неавтентична. Со тоа најгрубо биле прекршени водечките принципи на Соединетите Американски држави за омасовување на војната преку објавените 14 точки на председателот Вудро Вилсон, меѓу кои правото на самоопределување било силен мотив за бројните народи, меѓу кои македонскиот, да застанат од страна на Антантата и Соединетите Американски држави и да извојуваат победа во војната. Нечовечкиот однос на светската политика кон Македонија и македонците најилустративно се гледа во зборовите на американските представници на конференцијата во Париз, професорите Едвард Хаус и Чарлс Сеймур, кои истакнуваат: македонското прашање, некогаш главен политички проблем на Блискиот Исток, помина во сосема нова фаза. Ниту од Грција, ниту од Србија не се очекува да се откажат од македонските територии заради можна идна Македонија. Македонците се без лидери со реални способности, а хетерогениот карактер на населението им чини невозможно да имаат или да изразат заедничко јавно мислење. Не постојат забележителни ресурси. Тоа е сиромашна земја, непошумена, во голема мерка опустошена и секогаш ќе биде економски зависна од заедниците или државите кои се побогати и економски подобро избалансирани. Поради тоа, е невозможно дека македонското прашање ќе заживее освен преку можните жестокости на грците и србите во нивниот третман кон македонците. Македонија по Првата светска војна остана поделена во границите воспоставени со Букурешкиот договор од 1913 година. А македонскиот народ под туѓа власт на воспоставените режими на кралството на србите, хрватите и словенците, кралствата Грција, Бугарија и Албанија, ќе продолжи својата долговечна борба за слобода и самостојна држава.